Тие што ме следат, знаат. 4 четвртфинални надпревари, 4 погодени точни резултати. И погодив надпреварите на сите 4 четвртфинални надпревари. Дички, ако пишав некој тикет, ќе се опарев до сега. Кога сака. Стигнавме до полуфиналето на Европското првенство. Викенд е последен пат снимам од ова. Второто полуфинале ќе го снимам од студија. Ама одиме со првото, она поинтересно полуфинале. Шпанија, Франција. Не се вбројува шпанците меѓу фаворитите пред почетокот на шампионатот. Ама одигра одлично до сега, особено откога ја победија Германија во четвртфиналето. Сега се главни фаворити за титула. Нема некои големи звезди, има доста интересен млад тим, искусни фудбалери, добар склоп, добри се. Штета за Педри што се повреди. Се повреди во дуел со Крос, на кого шпанците му ја завршија кариерата, ама па овој му го заврши Европското првенство на Педри. Шала на страна, Крос е вистински фудбалски джентлмен. После стартот му се извини на Педри. Шпанија Германија беше најгледаниот фудбалски надпревар во последните 10 години во Германија. Во просек надпреварот го следеле 26,1 милиони гледачи на телевизија. Во оваа бројка не спаѓаат луѓето кои го проследиле надпреварот на јавни места или во барови. Нормално, англиски судија и повторно спорни моменти. Беше пенал или не беше пенал? Беше чудно, дури и неверојатно, зашто Тейлор не досуди пенал за играта со рака на Кукуреља. Се зборуваше за офсайд, но официјалното објаснување на УЕФА е поинакво. УЕФА ги променила правилата непосредно пред Европското првенство. Као доколку раката е вертикално од телото, не е пенал веќе. Аналитичарот Дейл Џонсон објасни ствари зошто одлуката на англискиот судија била правилна, бидејќи тој строго ги следел упатствата на УЕФА пред почетокот на турнирот. На брифингот пред турнирот УЕФА им даде јасни инструкции на судиите кога да досудат пенал се игра со рака. Кога раката е блиско до телото и поставена надолу вертикално, а таа е зад телото, тоа не е пенал, според Џонсон. И се чудно, споредете оваа ситуација со онаа ситуација во која што Германија доби пенал на надпреварот со Данска. Која ситуација реално имаше повеќе влијание на играта. Тоа дефинитивно беше помалку пенал од ова сега. Како и да е, помина што помина, било што било, Шпанија во финале, а таму ја чека Франција. Нема репрезентација која стигнала до полуфинале на начин на кој што тоа го направи Франција. Имаат страшен тим, очекувано се во завршница, ама играат под сите очекувања. Стигнаа до полуфинале без ниту еден постигнат гол од игра. Мбапе има еден гол од игра, а Австрија и Белгија си дадоа автоголови. Тоа е тоа. Надпреварот помеѓу Франција и Португалија од четвртфиналето беше еден од најдосадните до сега на европскиот шампионат. Португалците дори беа и нешто поконкретни, ама џабе кога немаше голови. И кога дојдоа пеналите, Диего Кошта не можеше да го повтори оној надпревар против Словенија, не фати ниту еден удар. Роналдо го одигра својот последен надпревар на европските првенства. Ќе потенцирам европски првенства, не било кое големо надпреварување, туку европско првенство. Затоа што нема да биде чудно ако го видиме за 2 години на светското првенство. Тоа ќе има 41 година, колку што сега има Пеп. И збор 2 за рекордерот Канте. Нголо Канте постави рекорд кога станува збор за континенталните собери и мундијалите. Тој е првиот европски играч кој има повеќе од 20 мечеви на светско и европско првенство без пораз. Дечки, надпреварот ќе биде луд. Шпанија веројатно влага како благ фаворит, ама само поради игрите. Франција има подобри имиња во својот состав. Така да, отворени се картите. Кој ќе тепа? Ги погодив сите 4 четвртфинални надпревари, ама за полуфиналево тешко ја малце. Има пак продолженија. 1-1 конечен и продолженија па пеналија таму. Кој ќе тепа, кој сака нека тепа. Тоа е тоа за првото полуфинале. За второто полуфинале видео утре. Следете на социјалните мрежи, на Facebook и на Instagram, коментирајте, пред се, лајкувајте и се така соред. Ставите subscribe на YouTube каналот BMG Network и бидете во тек. Тука се одјавам. Чао!